Понекогаш ние, деловниот сектор и владата се караме за тоа како да стигнеме до таму, како да го сториме тоа, зошто овој закон е потребен, зошто треба да се промени тој закон. Кога студирав имав и мало искуство во правото и секогаш ми велеа најважното во овој закон е да има смисла, да штити некој. Значи законот има смисла само ако некој е заштитен со тој закон. Понекогаш се прашувам кој овој закон конкретно штити. И оние кои што ги креираат законите секогаш треба да размислуваат за тоа со кого ќе заштитиме со овој закон. Дали треба да ги штитиме странските инвеститори? Понекогаш со оглед на тоа дека ние сите сме меѓународни бизнесмени, имаме своји централи некаде во Европа или некаде надвор од Македонија. Понекогаш мислам дека нашите внатрешни регулативи се многу построги од кој било закон во Македонија. Значи не мора ова да го ставите во закон не заради нас. И ова се времења кога реков тука имаме потреба од подобрување. И како што реков, поглавието 9 од Белата книга може да помогне во тоа да разбереме кои се недоразбирањата или недоследностите во законите и како тие да се надминат за да го направиме деловниот живот малку по предвидлив.